Битолскиот завод и музеј е сместен во објектот на некогашното Високо воено училиште или воена гимназија, која функционирала додека на овие простори била присутна Отоманската империја. Денес тој е еден од најпосетуваните музеи во нашата држава. Преку големиот број поставки, кои опфаќаат различни временски интервали, може да се види и долови развојот и цивилизацијските придобивки на овој дел на Пелагонија, од праисторијата па се до денес. Поставките започнуваат со праисторијата, каде најстарите артефакти се 4 фрагменти од долна вилица на мамут, стар 10 милиони години, кои се пронајдени при ископ на јаглен во рудникот Суводол во 2009 година. Тие се едни од ретките палеонтолошки наоди, се представени тука во нашата збирка. Потекнуваат од времето на Миоценот, 10 милиони години пред нашата ера. Најбогатата збирка на пронајдени предмети од праисторијата е онаа од Неолитот, или околу 6000 години пред нашата ера, од така наречените населби, денес познати како тумби, кои се наоѓале покрај реката Црна. Тоа се Велушка тумба, тумба Породин, тумба Оптичари, Гургур тумба и тумба Кармани. Најзначајно се издвојува културната група Породинско-Велушка тумба, која изобилува со многу карактеристична керамика, која се издвојува според незината изработка, особено чиста глина и танки ѕидови на самите садови, кои исто така се украсувани со многу геометриски елементи и ни даваат податоци за животот на човекот во праисторијата. Тука интересни се и разните фигурини кои имале ритуална употреба и печатите со кои што се украсувале керамичките предмети. Највпечатливи се жртвениците во форма на куќа, кои сликовито ни опишуваат како изгледала надворешноста, но и внатрешноста на неолитските живеалишта, кои биле изработувани од дрвени колци, кал и глина. Ова е предмет кој ни дава најмногу податоци за тоа како изгледале куќите. Ова е пронајден во тумба Породин при ископувањата во 1952 година. Така што можеме да видиме дека преисториските куќи имале правоаголна основа, покривот им бил двосливен. Меѓутоа, ова е стилизирана форма при што била употребувана и при изгледување на култни ритуали на преисторискиот човек, при што може да се забележи дека самиот оџак има стилизирана форма на богинката мајка, а на дното се забележува отвор каде што се извршувале спалувања. Исто така можеме да донесеме представи како изгледала внатрешноста на самата куќа, како биле организирани, каде што постоело огниште, централно место, најважно место во самата неолитска куќа било огништето. Исто така има и мелници за жито и простор каде што живееле. Од овој период интересна и макетата на гранчарска работилница, откриена кај археолошкото наоѓалиште Радобор. Оваа работилница потекнува од 15-тиот век пред нашата ера. Долниот дел на самата работилница бил простор каде што се подготвувала глината и се обработувала, а додека во овој дел, ова представува печка, каде што се печеле садовите, а во вториот кат од самата работилница се оставале самите садови да се сушат,
со тоа што при самото ископување се пронајде огромен број на керамика која е мощно специфична за бронзеното време, од најразлични садови, керамички светилки и лампи. По делот на преисторијата доаѓа делот на антиката, каде се поставени голем број предмети, исто така пронајдени во овој регион. Можеме преку овие предмети да го видиме начинот на живење на тоа население, а исто така и нивните вкусови, нивните жеднења кон некои нови работи, како и трговските врски кои постоеле во тоа време. Како позначајни предмети би ги спомнале артефактите од локалитетите кај Беранци, во кои што имаме предмети за секојдневна употреба, но исто така и можеме да го приметиме и накитот, кој што тогашната жена го употребувала и може да се види тука таа префинетост на тие луѓе. Фрагментите од златната маска, најдена кај Беранци, за жал фрагменти, златните наушници кои се правени во една извонредна техника на филиграм и гранулација, како и останатиот материјал од бронза. Доста интересни за овој период се и големиот број пронајдени скулптури и монети, како и трагичната маска со ужасен изглед, пронајдена во Хераклеја. Тука се и приказите за тоа како изгледале македонските гробници вдлабени во Карпа и што се е наоѓало во нив. До мене или зад мене може да се види и скулптурата на Атена Партенос најдена во Хераклеја Линкестис. За жал, ова е копија. Оригиналот се наоѓа во Белградскиот музеј. Зошто е значајна оваа скулптура? Значајна е затоа што е тоа античка копија на големата Атена Партенос и позната славна на Фидија, која стоела на Партеноното во Атина. И според оваа скулптура можеме да претпоставиме како таа навистина изгледала. Исто така, значајен материјал во оваа поставка се и монетите од тоа време. Значи, почнувајќи од монетите кои циркулирале од грчките градови, монетите на македонските кралеви, кои ни ги покажуваат врските и движењето на луѓето во тоа време, како и монетите на римските цареви, кои почнале да циркулираат со освојувањето на Македонија од Рим. Предметите во овој дел на поставката се од 6-тиот век пред нашата ера, па се до 4-тиот и 5-тиот век од нашата ера, односно период на 1000 години, континуиран живот во антиката во Битолскиот регион. Локалитетот Хераклеја е најповеќе истражуван, пошто се работи за еден град доста значаен, не само за оваа територија, него и воопшто и за Македонија и за Балканот. Град кој постоел на тој антички пат, стар пат Вија Игнација, и каде што тука се сретнувале разни цивилизации и култури. И истражувањата на овој град ни даваат многу информации за сите тие трговски, економски и културни движења во тоа време. Како локалитети ние имаме и други значајни локалитети, кои се можеби од помал обем, но од исто значење можеби поголемо од Хераклеја Линкестис, ако се земи предвид она што е најдено, тоест информациите кои тие локалитети ни ги дале. Како што кажав, локалитетите Висои, црквиште кај Беранци, Дупен камен, потоа Живојно. По антиката доаѓа период кој што е како еден вид премин помеѓу доцната антика и рано христијанството. Карактеристичен за овој период е големиот мозаик пронајден во базиликата во Хераклеја, долг околу 12 метри и кој е вистинско ремек дело на рано христијанството во целиот свет. Исто така, тука е и реконструкцијата на базиликата пронајдена при изградбата на рек Битола во 80-тите години на минатиот век. И представува исто така единствен примерок на рано-христијански објект кој во себе содржи мозаик, содржи капители кои се уште не ја имат формата
која подосна ќе биде карактеристична и забележлива за тој период, односно содржи одредена стилизација која наговестува, најавува одредена форма и одредена символика што ќе биде главната иконографска состојба во христијанството. Следен е периодот на средновековието, кој што се протега од 7-миот па се до 14-тиот век. Покрај Битолското кале, најзначаен локалитет во рамки на средновековна Битола е уметничката галерија Јени џамија, а во последните години и локалитетот Хераклеа. Доказите, археолошките докази ни кажуваат дека Битола е еден од најзначајните градови покрај во антиката и во средниот век. Зошто? Затоа што овде поминувала Вија Игнација не само во антиката, туку и во средниот век. Значи истите патишта тие се користели во средниот век и преку истите тие патишта се носеле разни трговски стоки, поминувале разни војски. Битола е позната и при борбата со турците во 1383 година, кога пружиле најмногу отпор од сите градови, а дури целосниот град е освоен дури 1395. Значи тие освоилат 1383, а дури 1395 е целосно освоен овој реон. Почетоците на средниот век се поврзани со големата преселба на народите и доаѓањето на словените и аварите на овие простори. Се мешаат културите и цивилизациите и најголем дел од словените го прифаќаат христијанството. Според искупувањата во Јени џамија, Битола како град се развива уште во 7-миот век и според претпоставките тој бил како еден вид на манастир. Оттаму подосна го добива и самото име манастир или обител. Со истражувањата на локалитетот Јени џамија, кој функционира во периодот од 17 до 15 век, откриени се повеќе значајни артефакти кои што сега се изложени во Битолскиот музеј. Локалитетот уметничка галерија Јени џамија во Битола е еден од најзначајните локалитети за средновековната археологија. Тука се започнати ископувања од уште 2001 година и таму е откриен објект со ориентација исток-запад, пошто се си постави и по самиот опус клозоне дека се работи за христијански сакрален објект. Овде во поставката имаме неколку предмети кои што се доста значајни од овој локалитет. Тука е енколпионот. Овде може да го видите. Енколпионот представува приврзок кој го носел некој битен монах или член на монашката фамилија. Од едната страна се представите на Свети Теодор Тирон и на Свети Ѓорги, а од другата страна се представите на Свети Васили и Свети Никола. Изработен е во ниелотехниката од сребро со позлата. И е еден од најзначајните артефакти кои ни зборуваат и за датирањето. Тој се датира според техниката на изработка и според иконографијата во крајот на 11 почетокот на 12 век. Друг значаен предмет исто е копието. Копијата се многу ретки како наоди, затоа што тие нонстоп се константно се претопувале и се правеле нови, и затоа меч или копија е многу редок археолошки наод. На Битолското кале е откриена средновековна населба која датира од 11-тиот век, каде пак е откриена една црква која што крие доста интересна приказна. И тука се работи за локалитет кој што најмногу бил користен во времето на цар Самуил, а дури има претпоставки дека во црквата е крунисан неговиот син Гаврило Радомир. Тие претпоставки се базираат врз тоа дека на северниот дел на црквата има влез кој потоа е затворен. Еден од најзначајните артефакти во целиот Битолски музеј е средновековната плоча каде за прв пат се споменува градот Битола. Царот Иван ја го обновува градот Битола. Плочата е најверојатно направена во 1017 година, додека некои научници сметаат дека е можно да е направена во 13-тиот век од царот Иван Асен. Плочата е доста значајна и за тоа дека контекстот
на самиот текст вели дека градот Битола е обновен, значи и дека тоа ни дава како факт дека градот Битола и претходно постоел. Тука е и харпунот за ловење на риба и алатките за длабење на чунови, кои укажуваат дека тука, на просторот на Пелагонија, постоело езеро. Остатоци од езерото можеле да се забележат се до 50-тите години на минатиот век, кога тоа се исушило. Етнолошката поставка е исто така една од поинтересните во музеот. Тука може да се видат голем број на носии, градски, но и носии од руралните области околу Битола. Тука најмногу е опфатен периодот од развојот на Битола помеѓу средината на 19-ти и средината на 20-тиот век. Можеме да добиеме јасна слика за етнички состав на население, да добиеме представа според структурата на населението. И овде во овој период значени се два главни типа на облекување. Тоа е ала турката, што подразбира облекување од ориентално-левантискиот начин на облекување, кој е доминантен, значи, кај турското население и турците како владеачки етнос, но секако дека и сите другото население сакат да биде еден дел во тие облеки и значи тие облеки ги носат и другото население, но секогаш имало некои наредби и забрани во смисла да се знае кои се владеачки етнос, да на обичното население, например, не сме да носи зелена боја, мажите не сме да носат високи фесови со долги пискули, во црвена боја, обичното население, мажите носеле фесови пониски, во потемна боја. Од почетокот на 20-тиот век започнува прифаќањето на европската мода, а тука спаѓа и облеката лафранга. Во тој период во Битола се појавува еден слој на доста богата класа, во која спаѓаат особено трговците. Како изгледала облеката, но и модата во тоа време во Битола, на етнолозите доста им помогнал богатиот фонд на снимки и фотографии на браќата Манаки. И конкретно, например, низ оваа фотографија овде, можеме да го видиме баш тој пресек како една млада жена е облечена во европска мода со богата шапка, а додека постарите, родителите и мажот и жената се облечени во она традиционална македонска градска облека. И посебно интересно е можеби жените за одредување на својот сталеж, кога ја носеле шамијата, така наречена шкепа. На главата носеле игла, која сама игла имала краци и во зависност од тоа колку повеќе краци има, толку припаѓа на некој повисока социјална категорија. Музеот поседува и богата колекција на народни селски носии, чија употреба за жал полека започнува да се напушта во првите децении од 20-тиот век. Најбогато се опремени невестинските носи, така и зетовските носи. Поедноставни се оние носи кои се за постари жени. Сето тоа е одлика на жената која ги изработувала посебно кошулите и која везовите ги везела според целиот тој колективен дух, според сите норби, и така можело, кога ќе се излезело, например, на сред село, да се знае која девојка е девојка, која е девојка стасана за мажење, која е невеста, која е веќе омажена жена. Посебно место завземаат носиите од Мариовскиот крај. Повеќе застапени се женските од машките носии. Во Мариово носијата останала да се употребува кај населението се до 60-тите, а некаде и до 70-тите години на минатиот век, додека во другите битолски села таа веќе била изфрлена од употреба уште во 40-тите години. Во Мариово
посебно како интересно можам да истакнам дека за времето кога била активна носијата, кога биле сите оние традиционални обичаи кога се одржувале и кога посебно на Великден се излегувало на сред село, тогаш во машката носија многу интересен е примерот на машката фустанела. Колку е помлад човекот, тој повеќе сакал да се истакни во орото и тогаш таа фустанелата е со многу повеќе клинови, поширока, така играјќи кога ќе се завртел целата таа се вртела, што сакале на некој начин да бидат повпечатливи, да побудат поголем интерес кај девојките. Кога станува збор за носиите, неизбежен дел од овој период е секако и накитот кој покрај естетскиот карактер го покажувал и социјалниот статус на оној кој го носи, верската припадност и други обележја. Се дели на селски и градски накит, најчесто изработуван од сребро со позлата. Она што е значено да се каже дека во нашата култура накитот можеме да го поделиме на селски накит кој што е помасивен, поголем и помногоброен, и градски накит кој што се користат за надополнување на градската носија, ала турка или ала франка, секој се одветно. Имаме парчиња кои што се за надополнување на женската носија и на машката носија. Разликата е во тоа што женскиот накит се користи за истакнување на женската убавина, акцентирање на женската убавина, додека пак машкиот накит е истакнување на социјалниот статус. Може исто така да се подели на накит кој што се користи во свечени прилики и накит кој што се користи повеќе во секојдневието. Македонските мајстори за изработка на накитот, било дали е градски или селски, користеле инспирацијата од нивната околина. Заради тоа најповеќе како декорација датира растителните мотиви, исто така и геометриските, меѓутоа тие се малку помалку застапени. Кога сме кај крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, во Битолскиот музеј може да се види како изгледала една типична градска дневна соба од овој период. Кога Битола, тогаш позната и како градот на конзулите, е еден од поразвиените градови на ово подрачје, не само на територијата на сегашна Македонија, туку и во поширокиот регион. Знаете Битола како центар, трговски, политички и воен центар на тогашната империја, имала добро ситуирани семејства. Предметите кои што се наоѓаат, односно мебелот и порцеланот, сите се импорт предмети, индустриско производство и сите се увезени. Како например што е пијаниното кое што е од Париз. Дел од тие ситуирани семејства, можете да ги видите се фотографирани и се изложени над зидовите. Тоа се снимки делумно направени од браќата Манаки. Украсите се исто значаен дел од сето тоа, гледале тогаш пошто се работи за ситуирани семејства да бидат, односно да го истакнат својот социјален статус и тоа да бидат предмети, кои што се добро изработени и кои што имат некаква како да кажем финансиска вредност. Битола во овој период, освен како градот на конзулите, е позната и како градот на клавирите. Голем број од добро ситуираните семејства во градот во своите домови имале клавири. Се претпоставува дека нивниот број во тој период на крај на 19 и почеток на 20 век во Битола имало околу 50 на клавири. Дел од нив сега се изложени во посебна поставка во музеот. Пред неколку години имавме истражување низ битолските куќи и откривне навистина еден поголем број на клавири, најчесто од Виена или од Минхен. Овие банери низ целата сала се всушност фотографии од домовите каде што и ден денес постојат тие клавири, стари 100 години и повеќе. Втората ситуација е намештајот. Најзначајно е намештај од италијанскиот конзулат во Битола. И таа докажува дека и овој град е град на конзулите, значи една поврзаност. Градот на конзулите, градот на клавирите.
За овој период, крај на 19 и почеток на 20 век, во музеот има и поставка поврзана со илинденскиот период и создавањето на тајната македонска одринска револуционерна организација. Како посебна поставка е и галеријата на икони, каде се сместени иконите од 17, 18 и 19 век, од Битолскиот регион, а посебно од манастирот во Велушина. Во овој дел, овие икони, оригинални, се превземени од истоимениот манастир во Велушина и представуваат неколку од нив ремек дела, уникатни, кои или низ кој може да се следи иконописното творештво, особено од 17, 18, 19 век. Исто така, тука е и галеријата на современа ликовна уметност, која што поседува над 1000 дела, преку кои што може да се следи историјата на современата ликовна уметност во нашата држава. Преку овој простор, практично ние наговестуваме, најавуваме ревизија на современата македонска ликовна уметност, бидејќи со ново откриените дела на Александар Ѓаконов од 1890-тите години, кој студирал во Виена, всушност забележуваме дека историјата на македонското современо сликарство започнало најверојатно 50 години пред досегашната детерминација на современата македонска уметност со познатите Мартиновски, Личановски, Пандилов. Всушност, Александар Ѓаконов е столбот, основачот на современата македонска уметност. Во состав на музеот се и легатите на битолските уметници Борислав Трајковски и Сотир Димовски. Реконструкција на истакнатиот сликар Борислав Трајковски и на неговото ателје кое беше во селото Бистрица. Скоро инситу, како што беше затекнато ателјето во Бистрица, е пренесено и реконструирано, односно на некој начин прекопирано, така речем, од ателјето во Бистрица. Следниот легат е на битолскиот вајар Сотир Димовски, кој неговото семејство ни отстапи околу 30 на негови скулптури. Всушност, Сотир Димовски е еден вид хроничар на истакнатите личности на Битола и пошироко. Најголем дел од спомениците во градот, паметниците, односно патоказите на вистинското постоење, всушност се негови дела. Поставките завршуваат со дела поврзани со Втората светска војна, ослободувањето од фашизмот и создавањето на нова, модерна Битола. Како посебна поставка е спомен собата на таткото на модерна Турција, Мустафа Кемал Ататурк, кој своето средно воено училиште го завршил токму во оваа зграда, во која денес е сместен Заводот и музеј Битола. Поставката е отворена во 1998 година, во договор помеѓу владите на Македонија и Турција, а истата комплетно е опремена од страна на турската држава. Оваа поставка може би една од најпосетуваните во музеот, особено од страна на турските туристи. Токму поради целото ова богатство, од праисторијата па се до денес, уникатните артефакти и поставки, музеот во Битола е еден од најпосетуваните во нашата држава.